Дали уцена за малверзација со градежно земјиште за милионска загуба од државната каса се причина, градоначалниците на СДСМ Наташа Петровска од Битола и првиот човек на Карпош Стефан Богоев вчера да дадат исказ во обвинителството за случајот Рекет, зашто притворени се Боки 13 и Зоки Кичец. Битолската градоначалничка не открива што кажала во обвинителството за гонење организиран криминал. Таа одговорот го одбегна, правдајки се дека не сакала да и наштети на постапката. Бев повикана, се одзвав на повикот и повеќе околу тоа немам што да додадам во интерес на процесот. И од обвинителството велат дека во оваа фаза на истрагата не можат да изнесат детали за вчерашните искази на Петровска и Богоев. Ако се водиме од изјавата на премиерот Зоран Заев дадена на пратенички прашања минатиот месец, тој кажа дека од битолската градоначалничка пред една година било барано спротивно на законите да урбанизира земјиште и без да се платат комунали и да се гради старечки дом. Се барало локација за старечки дом, се барало урбанизација на одредена локација со соодветна пренамена, која што апсолутно не е возможно и на мене и тоа со генерален план. Генерален план Битола нема намера да прави заради пренамена на таква локација. Надлежноста, не го кажувам најтранспарентно и немам дилеми во тој дел, надлежноста секако е на Советот и апсолутно тука завршуваат сите моабети. Но си има истрагата нека си ги утврди. Сум кажал за кој сака нека се однесува, законот мора да важи еднакво за сите. Изјавата на премиерот беше после написот на новинарот Бранко Геровски, кој на порталот Плюс Инфо почна да ја раскажува како што ја нарече рекетарската сага, а една статија беше посветена и на една градоначалничка под псевдоним Трајанка, која била посетена од Коки и Кики. Тоа што го барале од градоначалничката според пишувањето на Геровски би ја оштетило државата околу 1 милион евра. Добро, значи ние треба да вложиме локација, комунали и пари, а што ќе вложите вие? Прашува нервозно Трајанка. Ние ќе градиме. Ние ќе го менаџираме бизнисот и медиумот ќе помогне. Знаете ли вие колку е тоа тешко? Одговара Коки, не навикнат да му опонираат бидејќи тој е наша влијателна јавна личност. На помош се уфрла Кики. Видете, почитувана, вам ви е јасно дека овде станува збори за општински интерес. Ако е потребно, еве, ќе му се јавиме и на шефот. Трајанка одлучно го прекинува разговорот и им вели: вие може да се јавите на кого сакате, а проектот може и во Струмица да го направите. Не тука и не со мене. За аферата Рекет обвинителството за гонење организиран криминал досега осомничи две лица: Бојан Јовановски, Боки 13 и Зоран Милевски Кичец. Во меѓувреме се чека исходот од вештачењето на мобилните телефони кои полицијата ги заплени од специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Извештајот ќе биде клучен да даде одговор во какви релации била Јанева кога Боки 13 рекетирал бизнисмен за 1,5 милион евра, како што тврди обвинителството за гонење организиран криминал.